Во пресрет на 3 декември, светскиот ден на лицата со посебни потреби, ние, членовите на Советот на општина Прилеп и дел од локалната самоуправа, денеска сме во посета на основното училиште Климент Охридски, на паралелките кои што опфаќаат настава за децата со посебни потреби. Тука сме за во името на локалната самоуправа и во името на градоначалникот и во името на Советот да им го на некој начин символично честитаме овој ден. Ден кој што треба да не потсети сите нас дека овие лица постојат, се дел од нашето општество, да ни дадат еден вид обврска дека како личности кои што споделуваме одговорности и носиме одлуки, треба да работиме во рамките на нашите можности и надлежности, да носиме одлуки кои што ќе го олеснуваат нивниот живот, ќе овозможат нивно полесно вклучување во сите полиња на општествениот живот. Наша прва заложба како локална самоуправа треба да биде во насока на подигање на свеста кај сите луѓе дека лицата со посебни потреби се дел од нашето обкружување, дел од нашето секојдневие и прва работа која што треба да ја направиме треба да биде во насока на подигање на свеста дека кај овие лица прво треба да ги видиме нивните способности, а не нивните недостатоци. Кога тоа ќе го направиме, значи тогаш на некој начин сме ги отклониле првичните бариери за нивна вклученост, полесна вклученост во, како што реков, сите сфери на општественото живење. Значи и денес сме собрани во пресрет на 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост, да го одбележиме достојно и да им покажеме на сите оние кои имаат потреба и поддршка за образование и подобар живот, да искажеме нашата грижа, нормално ние како училиште, ние како кадар дефектолози, за нашите ученици, секако и со поддршка и на локалната заедница и со промените што се надеваме би ги донесе. Промени кои што би се однесувале на законските измени, да би се овозможила подобра здравствена, социјална заштита и подобри образовни услови и подобри законски норми. Во нашето училиште се образуваат 42 ученици со посебни образовни потреби од 1 до 9 одделение, со поддршка на наставниците дефектолози. Нашата грижа е секојдневна, нормално со поддршка и на училиштето и директорот и локалната средина. Условите за работа во нашето училиште се далеку подобри, но секако треба уште да се работи. Подобрување во однос на изготвување на нови и подобри програми за работа со учениците, спрема нивните потреби и усовршување на компјутеризирање на наставата и така, работи кои што нивни се потребни. Ова здружение постои повеќе од 50 години, се грижи за правата и обврските на лицата со попреченост, така да после 48 години постоење на ова здружение, на моје барање, на моја иницијатива, во соработка со локалната самоуправа, во соработка со Република Македонија, успеавме да добијаме едно катче каде го нарековме социјален клуб, каде што се згрижени околу 25 лица, каде што веќе функционираме 3 години непречено и резултатите се драстично убави, така да се надеваме дека овој социјален клуб во иднина ќе прерасне во дневен центар, каде што ќе имаме 5 полни работни дена, каде што лицата ќе бидат згрижени 8 часа и целта на сето ова е подобрување на лично за нив и нивните родители. Потребен ни е стручен кадар, стручен тим, поголем број на пристапност, али пред се стручниот тим кој ќе ги води тие лица и директно, јас би сакал да напоменам, директно вклучување барем по еден родител во секоја институција, или да имаме дневни центри или да имаме мали групни домови.